не е прв пат се пројавуваме за процедурално на денот предвиден за пратенички прашања. Ова што случува е срамно. Некој сака да му го спречи гласот на албанската опозиција. Јас сум председател на партија, јас сум пратеник на Алијанса за албанците и сум пријавен за да поставам пратеничко прашање. Албанците кои не се чувствуваат застапени во оваа влада имаат право да се обратат преку гласот на нивните пратеници за поставување пратеничко прашање. Зијадин Села е 17-ти поред на редоследот за пратенички прашања, како еден од председателите на опозицијата, за да можам да поставам прашање до страна до владата. Повеќе од јасно е дека делот реформите што подразбира дека парламентот треба да ја зеде својата улога, повторно парламентот се контролираат политичките субјекти кои што се во власт. Голема лага и многу дилеми се отворени во јавноста, а ова е денот кога министри треба да се соочат директно и со опозицијата со цел да дадат отчет и да се објаснат пред јавноста. Секогаш албанската опозиција бевме по 8-то место во редоследот за поставување пратеничка прашања и Зијадин Села е на 17-ти поред за поставување пратенички прашања. Дали со ова сакате да го сокриете театарот пред неколку дена кој го сервиравте за одземање на имунитет на пратеникот Трајко Велјановски? Дали ова се однесува со фактот дека немате одговори? Зошто по втор пат поред ги одземате надлежностите во образувањето во Гостивар и какви проблеми имате? Ова вие најдобро го знаете. Можеби се плашите да се соочите со опозицијата, ово најдобро повторно вие го знаете. Но едно нешто е сигурно. Зијадин Села и Алијанса за албанците е значаен субјект кога треба да дискутираме теми како што беа уставните измени, кога ви требаат игри за наводно заеднички кандидати за председател, а за пратеничките прашања воопшто не ни овозможувате да поставиме. Ова е последен пат што реагираме на овој начин, наредниот пат ќе размислуваме да кренеме врева ова седница за поставување пратенички прашања да не се одржува ако албанската опозиција без оглед дали Алијансата за албанците или Движењето Беса не се најмалку до 4-тото место на оваа листа за поставување пратенички прашања. Ви благодарам. Благодарам, господине Сила, сум должен да ви одговорам на вашата процедурална забелешка. Знаете, согласно членот 2 од деловникот, председателот на собранието заедно со координаторите го составува списокот за поставување на пратенички прашања. Апсолутно не сте во право во вашата забелешка, затоа што многу често го менувам председателот на собранието кога има пратенички прашања и вашиот колега Сурија Рашити до сега кога што ме држи сеќавото на сите изминати седници кога имало пратенички прашања имал шанса да поставува пратеничко прашање.